преговорна воводница со една дилема. Дали не сакаме или не знаеме што правиме. Многу по-веродостојно ми е компилацијата од едното и од другото. Ниту знаеме целосно што сакаме, ниту доаѓаме до состојби во кои што ќе решаваме еден комплексен проблем како што е воопшто заредувањето во Битола, посебен акцент на аерозаредување. Во овој дел недоволно се размислило од страна на комисијата, поточно од председателот на комисијата, да инсистира на истата оваа седница да биде како наредна точка усвојување на методолошка рамка за решавање на проблемите кои што ја добивте и за кое што се потрудив по сите стандарди да радам таква како што и немаше дилема од никого дека така треба да се работи. Се разбира и оставивме отворена, затоа што не сум јас тој најпаметниот и најекспертот што може се да каже. Има и други овде и компетентни мои колеги кои што можат да дадат доprinos што е и што треба да се прави. Не се согласувам воопшто дека мора да остане тоа на ниво на иницијатива. И точно тоа беше нашата заложба. Да изработиме методолошка рамка која што ќе комплетира и ќе тргнеме од нешто кое што во место стоиме долго време. И се разбира како резултанта на сето тоа треба да се донеси, да се измени акциониот еколошки план на општина Битола, кој што не е ревидиран од 99 година. За мене воопшто не ќе ме изненади аматеризмот во овој дел, вака како што одиме, или политизацијата вака како што одиме, ако не формираме едно работно тело, кое што ќе знае после усвојувањето на методолошката рамка, што треба да направи. Тоа не може да ги изврши ниту мерењата, тоа не може да ја пушти во работа ниту станицата, мерна, втора. Тоа може апроксимативно да дојде од претходни документи, кои се најголемите аерозаредувачи во Битола, што на нив се надоврзува нешто ново кое што треба и на крајот да излеземе со конкретни мерки. Што впрочем е и уставна и законска обврска на Република Македонија и на локалната самоуправа. Да овозможи здрав воздух во Битола. Како еден медиум. Ако дојдеме да ги видиме што тоа значи што не може да се мери и да се види, страшни се показатели. За волја на вистината, значи стануваше збор за неоплазми, а не за малигнитети. Комисија. Тие показатели кои што се изнесуваат или недоволно се разбираат, или недоволно се формулирани така како што треба. И затоа може од тука да произлези и забуна, и паника, дека нешто што не е реално, ќе го прикажеме дека е такво, а тоа може да не одведи на сосема погрешна страна. Кога сме кај иницијативата, апсолутно ја поддржувам, ќе мора на таа иницијатива да се надогради еден систем во кој што ќе се вклучат други асоциации, ќе се вклучи науката, ќе се вклучат дел од локалната самоуправа, во која што вистински ќе дојдеме до одреден резултат. Во 24 анализа на претходната во средата се говореше за амбиенталниот воздух, нема виколченец од невладиниот сектор. Битола, според
беше до вчера позагаден од Скопје. Може ли овде да ги искористиме и медиумите? Затоа може би требаше да оде малку порано. Да вклучуваат во тие јавни расправи, јавни дебати, да се слушни гласот и на невладиниот сектор од нашиот град. За какви проблеми? Јас сум убеден дека оваа иницијатива која што имавме во нашиот град беше единствена до вчера во Република Македонија. Наш представник немаме таму каде што се водат дебати. И јас не ја земам вина на иницијативниот одбор или на председателот на Советот или на советниците. Јас ја земам како одговорност на неорганизирана општина. Како неорганизирано општество, ајде да бидам по-конкретен за да не ме разбере некој погрешно. И ние постојано ќе имаме проблеми. Со се, ако вака разединето за еден глобален проблем кој што сите не тангира, одиме поединечно и излегуваме со најразлични. Затоа, председателе, мислам дека е добро веднаш на наредна седмица, уште еднаш, бидејќи на комисијата помина, да се утврди методолошката рамка и да се тргне во тој правец на операционализација, за да можеме да се движиме. Ако вака правиме денес е иницијативата, по 5 седмици ќе дојде рамка, ќе заврши нашиот мандат, ќе се умори иницијативата, ќе се умориме сите ние од нешто што значи ред во место и на крајот нема да направиме никакви поместување од тоа што е состојано во нашиот град. И мислам дека ако правиме еден пробив кон решавање на ваквите проблеми, на начин на кој што ќе мораме да се надминиме, позиција или опозиција, ќе мораме да се надминиме, ќе мораме да се надминиме од типот компетенции или помалку компетенции и ќе мора да го надминиме чувството на инфериорност на секој од нас ако дојде тоа од некоја или од нечија страна како иницијатива. Овој проблем е проблем кој што сум убеден дека нема да се реши утре, нема да се реши утре, меѓутоа дека може утре да се почне и да започне неговото решавање во едно идно догледно време, убеден сум дека може. Добар ден.